Се намалува возрастната граница кај лица кои имаат диабетес тип 2. Се почесто диабетесот се појавува кај помладата популација, а 5 пати поголем ризик да се појави имаат лицата со метаболен синдром. Најчести причини за ваквата ситуација се консумирањето на нездрава храна, како и слабата физичка активност. За жал, диабетот, при тоа мислам на диабетес тип 2, се почесто се среќава кај помладата популација, а токму метаболниот синдром е оној причинител кој што води до диабетес мелитус тип 2. Именно лицата кои што имаат метаболен синдром имаат 5 пати поголем ризик за развој на диабетес тип 2. Причината за поместување на возрастната граница и се поголем број на помлади лица со диабетес мелитус тип 2 ја гледам во современиот начин на живење, кој што за жал опфаќа се почесто конзумирање на ултрапроцесирана храна, која што е мощно богато со прости шеќери и нездрави трансмасти, како и се помалата физичка активност, кои што се всушност основата и за превенирање на метаболниот синдром, а секако и за превенирање на диабетес тип 2. Затоа се почесто треба да конзумираме здрава храна и физичка активност од најмалку 150 минути на неделно ниво. Дополнителен проблем представува и лекувањето со помош на вештачката интелигенција. Лекарите велат дека овие совети можеби се добри, но препорачуваат да се следат советите од стручни лица, односно доктори. Велковска-Накова апелира да се посетува редовно матичен лекар и да се прават контроли, со цел навремено да се спречи појава на диабетес тип 2 кај помладата популација. Вештачката интелигенција може многу да помогне, особено ако правилно се користи, но секако дека советот од лекарот е она на што треба да му се даде предност. Мојата денешна презентација се однесува на метаболниот синдром. Тоа е една состојба која што ја поседува дури 1/4 од популацијата со зголемување на инциденцата на појавување со старењето, а може многу едноставно да се диагностицира. Затоа мојот апел е да се посетува матичниот лекар, каде што можно едноставно со физикален преглед и лабораториски анализи би можел да се диагностицира метаболниот синдром и навремено да се превземат мерки на интервенција, затоа што метаболниот синдром е состојба која што води до кардиоваскуларни настани и до развој на диабет, кои понатаму последователно водат до други коморбидни состојби кои што значително го нарушуваат и квалитетот на животот, но воедно ја зголемуваат и смртноста кај популацијата. Исто така се препорачува консумирање на здрава храна како и повеќе физичка активност.